Добар ден, почитувани, и добре дојдовте во најновата Телма амбуланта. И овој петок емисијата ја реализираме во соработка со клиниката Жан Митрев. Како да ги препознаете болестите на срцето кај децата? Во кој случај е потребно да се јавите на кардиолог за да се направи преглед? За сето ова денешно појаснување ќе добиете од доктор Иван Милев, специјалист педијатар, субспецијалист по кардиологија од Жан Митрев клиник. Докторе, добар ден. Добре дојдовте во Телма амбуланта. Добар ден и благодарам на поканата. Докторе, дали болестите на срцето кај децата се почести од колку што се смета? Генерално, болестите на срцето се релативно стандардни во однос на нивната појава и може да се јават негде спрема фреквенцијата на зачестеност на после респираторните и заболувањата на урогениталниот тракт во детската возраст. Така што релативно често се сеќаваме со прегледи на деца кои што имаат одредени проблеми од страна на срцето или се упатени од некои од нивните матични лекари во преглед. Како се манифестираат симптомите на болестите на срцето во детска возраст? Дали се тие навидум прикриени? Дали има исти симптоми кај бебињата и кај поголемите деца? Се жалат ли децата воопшто на тегоби од срцето? Да. Некогаш болестите на срцето не мора да бидат впечатливи, посебно во новороденечката или доенечката возраст, бидејќи секоја група на заболувања спрема нивната клиничка состојба и спрема ефектот што го прават врз циркулацијата ќе дадат одреден симптом во одредена фаза на живот. Генерално земено, кај малите деца или новороденчињата и доенчињата, болестите на срцето најчесто се препознаваат со едно убрзано дишење, иритативност, потење, цицење, поводрување од устата, или цијаноза, или губиток на свест, кашлица. Потоа може да доминираат знаци од респираторниот систем, да има децата чести инфекции на долните дишни патишта, додека кај друга група на деца кои што имаат по-лесна болест, да кажеме, на срцето, ќе се јави некаков срцев шум или аритми, што ќе бидат причина да бидат донесени на преглед. Така. Сега, која е причината за појавата на болестите на срцето во детска возраст? Еве да речеме на срцевите аномалии. Дали генетскиот материјал е пресуден, односно дали болеста се наследува од родителите или пак се случува нешто во бременоста? Развојот на кардиоваскуларниот систем започнува во првите недели од бременоста. Првата срцева акција се забележува негде околу 6-та и 7-та гестацијска недела. Во тој период настануваат развојот на коморите, предкоморите и другиот дел од циркулацијата. Многу фактори можат да влијаат во овој период на така наречена ембриогенеза, значи во првиот триместар од бременоста за развој на грудена срцева мана. Пред се тоа кога ќе се каже за срцевата мана, се смета дека е тоа мултифакторијална етиологија, односно дека влијаат подеднакво фактори пред околината, генетиката на родителите или на семејството. Значи, постојат некои заболувања, односно срцеви мани, кои што имаат, да речеме, појасна поврзаност со генетски заболувања, како што се, например, трисомијата 27 или Дауновиот синдром, каде што почесто се ова деца со срцеви мани или Тарнеровиот синдром. Потоа постојат некои генопати, кои што така се ова деца со срцеви мани, каде што се претпостава дека во едно семејство има вакви индивидуи, ќе тие може да донесат до потомци со исто така срцеви мани. Меѓутоа има и други причини, како што се, например, се смета дека и употреба на некакви лекарства може да доведат до аномалии на развојот на срцето, како и на другите органи. Потоа употреба на хемикали, односно на некои субстанции кои што се користат во земјоделството, како што се пестицидите, исто така. Така да, генерално, не може да се каже точно дали некој дете има мана или не, но
Има некои семејства каде што би требало да се обрне внимание доколку претходно имале одредена мана дека и тоа семејство или кај таа мајка може да се роди бебе со срцева мана. Во кој недел од бременоста докторот со ехосонографски преглед би можел да утврди проблем со срцето, значи со односно аномалија? Дали во раната бременост или подоцна? Не, во раната бременост, значи се до негде 17-18 недела тешко може да се процени. Најдобар скрининг се прави меѓу 18 и 21 недела и во тој период треба да се види дали постои срцева аномалија или не. Докторе, дали уреден од овој преглед, од пренатален преглед со 4D што го нарекуваат трудниците, исклучува присуство на срцева аномалија? Дали тоа значи дека бебето сигурно ќе се роди без проблем? Генерално, прегледите би требало да бидат точни и прецизни, но како и во секоја метода не постои секогаш 100% сигурност, така да за жал се уште имаме ситуации кога трудници кои што се гледани во тек на бременост и е исклучена срцева мана носат деца со срцева мана. Затоа се уште не можеме да бидеме со сигурност прецизни дека тоа дете нема да има срцева мана, не толку заради комплексноста на маните, колку што е во состојба дека секоја метода има своји фактори на грешка. Значи, ние тие фактори на грешка не можеме да ги надминеме, бидејќи секоја метода има прецизност и тука не е само спремноста на лекарот, него и од други фактори, како што се позицијата на плодот, како што е состојбата на мајката и слично, така да грешки се можни. Но тие не треба да бидат големи и многобројни. Кога зборуваме за срцеви аномалии, дали тие секогаш се јавуваат само на срцето или пак може да ги зафатат и крвните садови, оние големи крвни садови што влегуваат и излегуваат од срцето? Кардиоваскуларниот систем е еден систем. Тука нема некоја поделба на срце или на големи артерии или на вени. Значи тоа е еден систем така што најчесто, значи често пати срцевите мани се и ги зафаќаат и артериите или залистоците на срцето или имаат проблеми на комбинација на некакви дефекти, така да срцевата мана подеднакво ќе влијае на квалитетот на живот и на дете со аномалија само на срцето, но и исто така и на големите крвни садови. Дали вродените срцеви мани може да се диагностицираат веднаш по раѓањето? Доколку еве не били утврдени на ултразвучниот преглед во пренаталниот период? Точно така, тоа е целта и на тие фетални ехокардиографии, каде што ќе се утврди дека мајката носи плод со некоја комплексна срцева мана, тоа дете таа бременост да има поинаков третман, да биде пофокусирана, да биде завршена во центар во која што има можност за рана диагностика на срцевата мана и за рана терапија на срцевата мана. Денеска со ултразвукот можеме да диагностицираме повеќе од 95% од сите срцеви мани што ќе се родат што ќе се јават кај едно новороденче и веднаш после раѓањето ќе се примети дека тоа дете не е како што треба, односно има некаков проблем, треба да се направи базичниот ултразвук и понатаму ако треба некои други дополнителни испитувања, но диагнозата е секогаш можна. А може ли да не се забележи веднаш по раѓањето? Бебето да изгледа најнормално, а подоцна во текот на животот да се развијат проблеми? Да, околу 1/3 од сите родени срцеви мани се кои што ќе се видат кај новороденото се животозагрозувачки. И тогаш сигурно дека ќе бидат приметени заради тоа што детето дише брзо или е бледо или е модро или не напредува во или е зависно од кислород и тоа се мани кои што на кои што често пати мора да се направи интервенција во првите сати или денови од животот. Но сепак постојат одредени и тоа поголемата група се мани кои што нема да дадат веднаш такви јасни знаци, па кај едно новородено кој што ќе помине во дојначкиот период ќе се види дека тоа дојнче послабо напредува во килажа, иритативно, се поти кога цица, нервозно е, има слабо напредува во килажа и кај тоа дете треба да се направи
ултразвучен преглед, посебно ако има срцев шум. Така, значи уште еднаш еве да ги погледнеме, докторе, симптомите кои што може да укажат на овој проблем. Може да го погледнеме првиот телоп кој што гласи заморот при цицањето, хранењето од шиша, потењето на главчето и слабото напредување во телесна маса може да бидат единствен клинички симптом за болест на срцето. Сега, докторе, кај децата, така. Сега, докторе, дали сите овие симптоми треба да бидат силно изразени? Не, Јас ке замолам само од режија да го погледнеме првиот телоп. Во ред, дали мора да бидат силно изразени? Па не мора да бидат силно изразени, затоа што ако е некоја помал дефект на срцето, тие ќе бидат по-слабо изразени, но сепак кога ќе го направите споредба на тоа дете со некое здраво дете од слична возраст, ќе видите дека кај првото има стагнација во растот, дека има друго однесување во однос на здравите деца. Јас тука ќе побарам еден блок реклами да погледнеме, докторе, а веднаш продолжуваме со денешната Телма амбуланта. Како да ги препознаете болестите на срцето во детска возраст е прашањето кое му го упатуваме на денешниот гостин, доктор Иван Милев, специјалист по педиатрија, субспецијалист по кардиологија од Жан Митрев клиник. Докторе, пред малку зборувавме за симптомите кај децата кои што се јавуваат поради срцеви аномалии. Набројавте дел од нив. Дали има некој симптом кој што посебно се истакнува? Например, потењето на главчето. Потењето на главчето често пати е така тема на разговор во педиатриската амбуланта, каде што мајката ќе каже дека детето се поти, меѓутоа потењето на главчето може да биде и многу често конституционално бележ. Значи едно бебе што се потело како мало ќе прашате во анамнезата, ќе видите дека тоа особеност продолжува и понатаму. Тоа може да биде една обична вегетативна реакција што нема никаква врска со срцева мана. Пред се би рекол дека заморот при цицањето и... Како изгледа тој замор при цицање? Детето цица, па престанува со цицање? Како изгледа? Точно така. Значи, детето ќе земе цуслата или брадавицата и на мајката ќе почне да цица и после неколку обиди ќе видите дека ќе се измори, ќе престане, ќе дише длабоко неколку пати и повторно продолжува. Значи, прави виден напор кога го ја зема храната и тоа е се поврзано заради тоа што тоа има срцева слабост. Срцевата слабост кај нив не може да се манифестира преку проблем некаков со движење, веќе тие не одат, но сите тие активности што се нормални за нив ќе предизвикаат замор заради тоа што имаат срцева слабост. Тоа е прв и доминантен знак на срцевата слабост. Го споменавте помодрувањето околу устата, во кој дел се јавува, на каков начин се манифестира, дали при некаква активност на бебето се појавува или може и во сон да го забележиме? И тука со помодрувањето е доста суптилно и тука мора да се разграничат две работи. Прво имаме здрави деца, здрави новородени или доенчиња кои што имаат таков бел тен, односно немаат многу пигмент и се од опично бели родители, кои што можат да дадат такво дискретно помодрување околу устната при, да речеме, бањање, при ладни услови, кога се менува температурата во собата или надвор и слично. Значи, тоа не треба да се меша со цијанозата од срцевите мани. Кај цијанозата од срцевите мани, кај помодрувањето од срцевите мани, имаме две варијанти. Едната варијанта е кога маната не е маната доведува до цијаноза само при напор. Тоа значи дека кога детето плаче, од почеток е, да речеме, со нормална боја, но со тек на плачењето почнува да добива боја, цијанотична боја околу устите. Во изразените форми се јавува цијаноза не само на устните, туку и се јавува цијаноза на јазикот, на слузокожата на устата, и во тој случај цијанозата е обично поврзана со, или модрилото, со потешка срцева мана, која што доведува до значајно паѓање на кислородот во крвта и заради тоа детето помодрува дури и во мир. Така да тој тип на цијаноза е сосема различен од овој првиот што го опишав, кај здрави деца кои што имаат само послабо изразено масно ткиво и на температурни промени може да им помодри устата.
Ајде за уште еден симптом да проговориме, да погледнеме уште еден телоп, да разрешиме уште една дилема, која што гласи: зачестените инфекции на дишните патишта е пропратен проблем кај болестите на срцето кај децата. Докторе, дали децата со срцеви аномалии имаат чести респираторни инфекции, може ли да развијат дури симптоми на астма? Точно е тоа, но сепак треба да бидеме реални дека малите дефекти, како што се мал атриум септал дефект или дефект на предкоморите или коморите слично, не даваат толку чести дефекти колку што често пати родителите кажуваат податок дека има срцева мана и заради тоа добило детето респираторен проблем. Или од обратната страна, ако тргнеме, големите дефекти даваат чести респираторни проблеми, и тие, штом ќе се случи тоа, треба да бидат интервенирани. Значи, не можеме да очекуваме голем респираторен проблем со мал дефект на срцето. Тоа такво нешто не постои. Затоа, секој респираторен проблем со одредена друга симптоматологија од страна на срцето треба да биде адекватно проследена и адекватно треба да биде дефинирано дали таа срцева аномалија прави толку чести проблеми. Ако прави, тогаш треба да биде коригирана. Значи, да, одговорот е да, но сепак тоа е одрезервирано за потешките срцеви мани. Така. Да ги поканиме и гледачите, да им дадеме простор за нивни прашања. Тие можат да се вклучат во програма на телефонскиот број 3076 677. Ги очекуваме вашите прашања кои што ќе се однесуваат на денешната тема срцеви болести во детска возраст. Доктор Иван Милев, специјалист по педиатрија, субспецијалист по кардиологија од Жан Митрев клиник, ќе ги даде сите одговори. Докторе, како се манифестираат срцевите мани кај поголемите деца и дали тие можат всушност толку долго да останат неоткриени? Да. Срцевите мани кои што не се обврзани со големи пореметувања на циркулацијата или немаат некој изразен шум, или тие деца едноставно не биле прегледувани во тек на раното детство заради тоа што имале дискретна срцева мана, ќе пораснат до одредена фаза на животот кога случајно ќе биде откриен проблемот на срцето. Тука исто доаѓаме во една дискрепанца со некогаш со адултните кардиолози или со адултните доктори или докторите што се за возрастни, со ставот дека еве еден дефект кој што не е бил опериран 30 години, дека треба да биде оставен. Тоа не е точно, бидејќи најчесто еволуцијата е прогресивна. Што значи тоа? Тоа значи дека ако на 30 години еден пример дефект на предкоморите не направил проблем, не е исклучено дека ќе направи проблем во следните неколку децении. Така да тие мани што ќе бидат покасно откриени, треба да бидат критички, значи евалуирани, да се донесе проценка дали треба таа мана да биде интервенирана или може да се остави. Во принцип, секоја мана не кажав дека е приказна за себе, посебна значи приказна за секој пациент, бидејќи секој пациент има различна манифестација и таа мана различно делува кај него. Тоа зависи од многу фактори и таа мана треба индивидуално да биде проценета во одредена фаза на растот. Например, еден мал дефект на предкоморите на возрастот, да речеме 20 години со димензија од 2, 3, 4 мм, може да биде оставен, но со димензија од 10 или повеќе треба да биде интервениран, затоа што се очекува кај него во тек на следните години да има проблеми. Затоа кажав дека сметаме дека секоја мана треба да реално да се процени. Пред да биде донесена одлука дека треба или не треба да се интервенира. Доктор, имаме гледач на линија, кој што ќе го вклучиме сега во програма. Му посакувам добар ден. Добар ден. Во програма сте, повелете. Вака, јас имам предкоморен сепкален дефект од дете, кој не е третиран и би сакала сега да знам дали би можела јас да направам, сум во повозрастна возраст, да направам нека операција, додека тој не ми прави некои проблеми да сега, но би сакала да знам дали би можел да го третирам сега на повозрастна возраст оперативно. Благодарам многу. Ви благодарам, докторе, го слушнавте прашањето? Предкоморен септален дефект на поголема возраст, дали треба да го оперира? Да. Дали треба да го... Дали има потреба сега на оваа возраст да се интервенира? Така. Значи,
зависи прво колкав е тој дефект, зависи колкава е десната комора на срцето, дали е зголемена или не, дали пациентката има аритмија или нема аритмија, дали има деснокоморно оптоварување и како работи десната пумпа. Во принцип, сега има и други можности, не мора да биде оперирана, ако е помал дефектот, веројатно е помал, бидејќи на таа возраст поголем дефект, веројатно ќе донесе поголеми проблеми, може да биде тој помал дефект и затворен интервентно, без операција, да се стави чадорче. Така да може без проблем да биде секогаш дефектот опериран, дали треба да биде опериран е веќе прашање и би требало да се процени она што сега го кажав, во некогаш дефектите, ви кажав, и сведоци сме, дека касните операции дури не донесуваат вакви септални дефекти, имаат се уште, не ги ослободуваат пациентите од касни компликации. Теоретски, 1/3 од атриалните септални дефекти што ќе бидат оперирани над 20-та годишна возраст, ќе донесат некакви компликации од типот на аритмии, десна срцева слабост или пулмонална хипертонија, зголемување на белодробниот притисок. Така да, ако имаме зголемена десна комора, јас би препорачал интервенција, зависи од нас. Така, значи треба сепак да се направи еден преглед и проценка во сигурно има пациентка да правилно прегледи, бидејќи си го знае проблемот. Така, јасно. Би рекол дека тие не би требало да се остават така, бидејќи тоа е еволутивно, што кажам преска. Доколку има потреба да се направи кардиолошка интервенција, односно хируршко лекување на аномалијата на срцето кај детето, од што зависи дали ќе биде направена операцијата веднаш или пак би можела малку да се одложи? Дали има потреба детето да постигне одредена килажа или тоа не е предуслов? Ова прашање најмногу е упатено кон тимовите кои што ги лечат децата. Пред се прво треба да се разграничи дали е маната витално загрозувачка. Например, една транспозиција на големите крвни садови е витално загрозувачка мана и треба да се оперира во првите сати. Пример. Но ако е аномалијата полесна и овозможува одреден раст во килажа, времето на операцијата најмногу зависи од фреквенцијата на операциите, односно волуменот на интервенциите во тој центар и од состојбата на детето. Секогаш има некаква логика да бидат тие операции одложени до оптималниот временски период. Оптимален временски период е различен за одреден центар и кај детето, во принцип, ако имаме поголема килажа, секогаш е полесно да се направи операцијата и од страна на хируршкиот тим, и од страна на анестезијата, и од страна на интензивната нега, постоперативно. Но и од друга страна, доколку тоа не е возможно, таа операција треба да се изведе веднаш штом го диагностицирате. Така да, например, постојат центри во кои што одредени аномалии се интервенираат на возраст, истите тие аномалии ќе се интервенираат на возраст од 3 или 5 месеци, или други кај што ќе се интервенираат меѓу 7 и 9 месеци. И тоа не е некој голем проблем или голем значи поентата е дека тие мани се треба да се оперираат и дека не треба да се закасни. На каков начин се лекуваат хируршки аномалиите на срцето во детска возраст? Дали се прават операции на отворено срце или пак на затворено? Значи на затворено срце тоа веќе не е хируршки, него е интервентно лекување. И тоа е нешто што го работиме од 2002 година. Тоа се интервенции кои што се случуваат со имплантација или вградување на различни протези во срцето или стентови на стеснетите артерии. И тоа е затворено срце, фактички тука вие немате никаква комуникација со срцето, него целата интервенција правите обично преку артериите и вените на ногата. Тоа се интервентните процедури. Не сите мани може да бидат лекувани интервентно. Значи тоа се некаде околу 30 до 50% од маните може да бидат лекувани интервентно, другите би требало да бидат оперирани. Операциите на отворено срце се повторно кај во групата на тие што не можат интервентно и се пак се изведуваат во период кога е оптимален за детето. Во поново време постојат и така наречени хибридни. Тоа го направивме со
доктор Митрев минатата година, каде што еден поголем дефект на коморите го работевме во хируршка сала во кој што имавме операција на срце, меѓутоа без да се прави затварање на дефектот со некаков материјал хируршки, него со имплантација на чадорче, така да тоа беше еден хибриден начин кој што се повише се користи за да се избегнат тие големи хирургии, а да се направи максимален резултат на деца. Докторе, какви се прогнозите кај децата кои што имале некаква интервенција поради срцевата аномалија? Дали во текот на животот ќе треба да посетуваат често кардиолог, да прават чести контроли? Можно ли е подоцна во животот да имаат потреба за реинтервенција? Да, пак е тоа до типот на маната. Значи, некои мани се трајно излекувани. Например, затварање на артериски канал и на атриален септарен дефект во рана возраст. После неколку години тие деца се комплетно опоравени или вентрикуларен дефект без некаков шант. Значи, тие деца се комплетно опоравени и можат понатаму да очекуваат еден нормален раст, развој, спорт, физичка активност и така натаму. Има мани кои што не можат да бидат комплетно оперирани. Вие ме прашавте претходно околу типове на хирурги, постојат и така наречени палиативни операции. Во палиативните операции вие не можете да го направите срцето во анатомската целина, односно вие правите хирургија на некакви обично премостувања, каде што е потребно да се доведе артериска или венска крв да се одведе од одредени шуплини за да се подобри состојбата со циркулацијата, но таа мана нема да биде срцето да се врати во нормална анатомија, во нормален изглед. Кај тие деца се разбира дека ќе имаме почести контроли, потреба од нови операции, реоперации, потреба од нови катетеризации и мерење на притисоци, имплантација на стентови внатре. И тоа дете, да речеме, има потешка срцева мана која што е и тоа дете е врзано за и човек понатаму за редовни контроли. Генерално, повторно, ако е хирургијата направена радикална, односно комплетно е вратено во нормала срцето и без некои посебни отстапки, односно без некои периоперативни или постоперативни проблеми, тогаш најголем дел од хирургиите на отворено срце ќе доведат до речиси нормален тип на живење, а некои ќе доведат до комплетно нормален тип на живење, вклучувајќи ги спортските активности. Така. А како е организирана детската кардиохирургија во вашата болница? Колку често правите вакви операции? Со колкава успешност? Така. Па, детската кардиохирургија се работи веќе со години. Педиатриската кардиохирургија, односно кардиохирургијата на вродени срцеви мани почнала уште со самото отварање на болницава. Последниве години имаме позаседен програм, тоа негде од 2010-2011 година, кога се прават операции на се пониска возраст, а претходните минативе 3 години веќе и на новороденечка возраст. Организацијата е таква да во болницава постои тим кој што може да направи диагностика во смисла на ехографија, во смисла на предоперативно испитување од типот на компјутерска томографија. Морам тука да го спомнам и магнетот на срцето, кој што почнавме да го работиме од минатата година и во моментов мислам дека сме единствена болница во држава која што прави магнет на срце и кај деца и кај возрастни, при што се намалува потребата од зрачење, че избегнува тоа штетниот ефект на компјутеризираната томографија и го добивате срцето во реал тајм, односно како работи и како се движи крвта низ него. Штом добиеме некоја дете или новородена со одредена срцева мана, за секој дете се прави посебен програм, односно отприлика се знае каков е понатамошниот тек. Дали ќе биде задржано во болница, оперирано, дали ќе биде повикано на некои контроли и пораснато оперирано, дали ќе му се овозможи да порасне па да биде направена интервенција без операција, најмногу зависи од типот на срцевата мана. Но добро е да се каже дека сме
последниве неколку години значајно го зголемиле бројот на операциите и дека веќе сме спремни фактички да работиме со сите типови на срцеви мани и тие што се најтешки. Докторе, што е со воспалителните болести на срцето? Дали тие во детска возраст даваат карактеристични симптоми? Воспалителните болести на срцето беа доста намалени заради тоа што и реуматската треска или стрептококните инфекции на грлото беа намалени во еден период. Сега, за жал, се среќаваме со една нова група на воспалителни болести, не толку во детска возраст, колку во адултната возраст, а тоа се овие пост-ковид миокардити, односно воспаление на мускулот после корона, и ги гледаме многу често на магнетна резонанца на ковид пациентите кои што доаѓаат на контрол. Во детската возраст, воспалителните болести на срцето беа порано поврзани со фебрис реуматика и тоа се најчесто беа воспаление на залистоците и на мускулот. Во претходните години, како што кажав, беа доста ретки. Ние ги гледавме само последиците од пред неколку децении. Возрастните пациенти кои што прележале фебрис на рана детска возраст доаѓаа за операција на нивните залистоци. Во сегашно време, кај деца, иако се опишани, не се толку чести овие инфламации од COVID-19. Меѓутоа, кај деца кои што имаат покачени вредности на ЦРП, на D-димери, тоа се генерално деца во школска возраст, не се мали, би требало да се направи секогаш екографски преглед на срцето и да се види дали има, поготово ако има некакви симптоми од типот на аритмии, такикардии, замор и слично, за да се диференцира дали може би постои некаква афекција на срцевиот мускул. Со помош на ехото и на лабораторијата можеме прилика да знаеме дали има или нема. Ако треба се прави магнетна резонанција, потоа се применува лекување. Така се применува лекување, а и децата, докторе, може да имаат покачен артериски крвен притисок, што малку зачудува. Ајде да погледнеме тука. Ајде, повелете. Да. Дали тоа поврзано со дебелината кај децата, докторе? Тоа се веќе болести на модерните болести на живењето. Дебелината е модерна болест, исто како и диабетот. И за жал и детскиот диабет е во некој си пораст, односно диабетот кај децата, кој што има карактеристики на тип 2 диабет, што е многу сериозно, кој што доведе до сериозни компликации, затоа што обезноста или дебелината е една епидемија што неминовно се шири низ модерниот свет и во земјите како наш и во високо развиените индустријски земји. И таа дебелина сама по себе носи покачен крвен притисок. Меѓутоа, сакав тука да спомнам дека покачен крвен притисок може да има и кај деца со некои заболувања на аортата, коагулации. И да речеме во мојава пракса од 20 на години имам негде 4 или 5 ситуации на млади момчиња кои што така лутале низ клиниките, низ амбулантите заради хипертензија, на крај сме диагностицирале стеснета аорта. Исто така и кај младите девојки кои што имаат висок притисок, треба да се провери емашки дали имаат проблем со бубрезите, односно дали имаат стеснување на бубрежните артерии. Значи, секоја хипертензија или висок притисок, пред да крстиме дека е заради дебелина или е од таа група на есенцијална или без. Така, прво треба да се исклучат некои вакви болести. Органски причини. Ајде да погледнеме какви се симптоми може да даде покачениот артериски притисок во детска возраст, а тоа се главоболка, болка во очите, послаб вид, можат да бидат знаци на покачен артериски притисок кај децата. Докторе, како се манифестира покачен крвен притисок кај помалите деца кои што не знаат да се пожалат? Кај нив често пати е иритативност, нервоза, обилно мокрење, замор при физичка активност. Значи, тоа се знаци кои што треба исто така да поведат сметка
и обично на аускултација ќе имаме одредени промени на срцевиот ритам. Значи тоа се знаци кои што би требало и за жал би требало тие основни прегледи како што е мерење на притисок и на двете раце притисок кој ќе се најде нормално и на нозете да се прави кога имаме дете со што се сомневаме за хипертензија, за висок крвен. Така важно е навремено да се открие, да се лекува претпоставно како е возрастните. Може да имате апсолутно може да е таа есенцијална хипертензија, односно хипертензија без причина, но ако имате дете од 10 години, тешко таа хипертензија есенцијална. Така, да биде без причина. причина. Треба да се бара причината. А што е со шумот на срце? Често пати го имаат децата. Дали тоа значи болест на срцето? Да, шумот на срце е една тема која што би требало веројатно 3 емисии да го објасниме, затоа што е тоа нешто што е доста долго за објаснување и тоа е една од најраспространетите, да речам, фрази кои што ги сретнуваме во педиатриската и понатамошната пракса кај возрастните пациенти. Шумот е еден звук кој што го слушате на слушалка, а кој што не е тон. Срцето си има тонови, прв и втор тон. Све што слушнете друго се вика шум. Сега, поентата е дека шум кај возрастни луѓе значи срцева мана најчесто. Тоа е звук кој што го произведува крвта кога струи низ стесните листоци, низ дупки, криви крвни садови и слично. Кај децата многу често се јавува така наречен функционален педиатриски невин шум. Значи тоа се шумови кои што немаат никаква врска со заболување. Во некои студии меѓу 50 до 80% од децата имаат шум на срце. Значи фактички скоро кај секое дете ќе слушнете шум. Тука е големата догма што се јавува кај луѓето да секој шум биде мислен и сватен како срцева мана. Значи 80% од децата може да имате шум. Тоа се педиатриски шумови кои што настануваат затоа што децата имаат посебен тип на циркулација во однос на телесна вода, маски во организмот, мускулна маса, брзина на проток, кардијак аутпут и така натаму, срце, волумен. Значи тоа све се функции кои што прават да децата имаат шумови. Да, секој шум треба еднаш да има ехо и ако на тоа ехо се види дека нема срцева мана, тие прегледи треба да бидат прекинати, се додека матичниот педиатар не го пушти повторно заради некој нов симптом. Само заради невин шум, така наречен педиатриски, тие деца не треба да се прегледуваат. Така, редовни контролни кардиолошки прегледи нема потреба да прават. Докторе, ќе ми ветите дека една цела емисија ќе направиме токму за оваа тема. А сега да преминеме на уште една состојба, за толку имаме време да проговориме и за аритмиите во детска возраст. Имаме уште еден тел. Аритмиите во детска возраст се многу чести. Може да се каже дека секое дете има аритмија. Точно така. Родителите може да се извадат од памет кога ќе го проверат срцевиот ритам на нивното дете и ќе забележат аритмија. Зошто е толку чести, зошто се јавува и дали е таа всушност карактеристика на здраво срце? Да, точно е тоа, дека многу често се јавува аритмија и тоа е повторно пак поврзано со физиологијата на детската циркулација и физиологијата на нервниот систем кај децата. Во продолжениот мозок или медула облонгата постојат центри за дишење и центри за работа на срцето. Центарот за дишење има појаки сигнали или посилени од центарот на срцето, односно импулсите од дишењето се пренесуваат во другиот центар. Или кога детето зема воздух, срцето забавува. Кога издишува, срцето работи побрзо. И тоа, кога ќе го снимите на ЕКГ, ќе видите дека од удар до удар постои некаква разлика. И тоа се вика респираторна или синус аритмија, која што е тотално бенигна функционална состојба, бидејќи кај децата миелинизацијата или изолацијата на нервниот систем не е завршена и колку е детето по-младо, ќе видите дека и тие рефлексии и појави се различни од возраст до возраст. Така да слушалка многу често се слуша аритмија. Втора работа е дека често пати децата имаат побрз пулс, по дефолт, по правило од возрастните.
Така да една мајка го гушне своето дете и ќе види дека срцето му работи брзо, ќе рече леле му работи срцето брзо или многу му чука, затоа што тоа срце нема и изолација и кога ќе го ставите раката веднаш ја го осеќате срцето дека работи побрзо. Така да се на се аритмиите многу често се причина за преглед, а многу ретко се причина за загриженост. Бидејќи постојат аритми кои што се поврзани дури со нагло срцева смрт, и тоа постои, но тоа се аритми кои што се многу ретки и кои што треба да се бараат во одредени семејства, каде што има историја за нагла срцева смрт во семејството и кај имаат посебен облик на ЕКГ трасето. Докторе, ви благодарам за денешните појаснувања поврзани со најчестите болести на срцето кај децата и начините како да ги препознаеме. Се надевам дека наскоро ќе се видиме повторно во емисијата и веќе проговориме, мислам дека е веќе договорено за шум на срце во детска возраст. Ви благодарам на вас. Почитувани, ова беше се во денешната емисија која што ја реализиравме во соработка со клиниката Жан Митрев. Се гледаме секој работен ден по 13:45 на телевизија Телма. Пријатно.